Гледате Македонија наутро, а во следните минути отвараме тема која што е важна за младите, односно во фокус ни се гимназијалците, затоа што во студио имам прекрасни гости. Ја пречекувам професорската Татјана Алексик од гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, секако и ваши ученици кои што ќе ги представам во наредните минути, односно само да не утнеме Калина Илиевска, Калина Груевска и близнаците, односно Лука и Петар Златков, кои што ќе не бидат дел од денешното издание на Македонија наутро. Пред се благодарам до сите, а и до вашата гимназија што успеавте да се организирате и да ни бидете наши денешни гости. Благодарам за поканата. Во однос на темата која што ја имаме денеска е секако важна, бидејќи младите се оние кои што ги прават промените во општеството, но самата поддршка од професорите во средното образование за оние вон наставни активности ги развива и ги мотивира да продолжуваат понатака и да го одберат својот пат. Па професорке, прво со вас, колку е важно нивното учество во драмската секција и колку тоа дополнително ги мотивира да на страна и од училишните обврски продолжуваат да се градат и надвор од училиштето во креативни и зрели личности. Да, во креативен занос. Па за мотивот тие подобро да зборуваат. Оно што јас сакам да кажам дека јас имам привилегија и среќа да работам со такви деца. Ете, во гимназијата Корчагин во драмската секција со години наназад и од тука да излезат деца кои ќе се пронајдат понатаму и па ќе се запишат на факултетите за драмска уметност или во музичките води драмската секција паралелно со хорската секција и литературните клубови и убаво кога ќе видиш децата како те надминале во текот на нивните професионални манифестации, кариерниот професионален развој. Еве одамна ни беше дојдена во Скопје Диана Поповска, наша ученичка од Корчагин, која заврши 2 факултета во Париз, режија и актерство, и точно се гледа дека такви наши деци ученици можеме само да бидат наша гордост, да не представуваат секаде ни светот по успесите. Многу има такви ученици, можеме да ги, вака, кога ќе почнам ретроградно да гледам, сега неодамна го видов и Виктор Божаров, тој беше учесник во првиот мюзикал Кревет и дете момче кој воопшто немаше амбиции некој да влезе во театарските води, или обично во Корчагин за финки математика, меѓутоа ете успеа, го Гоце Андоновски кој веќе му ги гледаме представите заедно со нашите ученици, Енџи Николовска која влезе малку во медиумските води, но е завршена со факултет за драмска уметност. Многу наши ученици преку драмската секција успеа да се пронајдат и да се реализираат таму каде што талентот може да им се реализира понатаму во животот. Имате навистина многу позитивни примери, меѓутоа ќе дадеме предност овој пат на девојките, односно еве за Калина која што ќе ни открие која била мотивацијата и како посака да станеш дел од драмската секција во Корчагин и да нагласам дека вие двете сте втора година средно образование. Еве јас лично кога требаше да одлучувам каде ќе одам средно, и можам да бидам сигурна и да кажам искрено дека Корчагин беше моја сигурна одлука поради тоа што ја има драмската секција, бидејќи јас сум од малено за сова и сакам со тоа да се занимавам во иднина и Корчагин беше сигурен избор и при тоа знаев дека совршено ќе се вклопам во таа екипа. Што најмногу ве мотивира да бидете дел од ваквите вон наставни активности, колку голем дел од вашето секојдневие всушност ви одзема? Еве за мене, јас лично, уште пред да се запишам во Корчагин, знаев за драмската секција и знаев дека кога ќе се запишам сакам да бидам дел од драмската секција и самата љубов која што имам кон сцената и уште многу сакам представи, секакви представи, драмски, балетски, било какви и преди таа љубов, значи секогаш сум сакала да ги гледам, но уште поголема љубов ми е и да учествувам во нив. Петар и Лука се веќе 4-та година во Корчагин, па веројатно имаат и повеќе искуство во однос на сите проекти кои што сте ги работеле во драмската секција. Што е она, ќе ни откриете, што најмногу досега ви оставило впечаток и кој проект можеби секогаш ќе го паметите како нешто што навидум изгледало невозможно, но потоа го подобрил вашиот јавен настап? Па дефинитивно представата што сега ќе ја глумиме сказно приказна, ми остави најголем впечаток поради незината оригиналност и можност да се вметнуваат нови карактери, нов текст и при тоа да биде интересна за децата кои што ја гледаат и за возрастните. И исто така да има јасна порака
за доброто дека нели е најважно. Дека ќе победи на крајот. Дека ќе победи. Нив ги експлоатирам 4 години. Исто така и чекајки го беше една од представите кои што ја глумевме за време дека бевме ние во училиште. И иако немав толку голема улога, беше стварно многу добро одработена представа. Ми се допадна како настапија учениците. Иако јас бев само од музичкиот дел, играв во хореографија, ама глумците беа стварно неверојатно спремни. Мислам дека дури од актерски аспект по-добро од сказно приказна, но сепак и двете представи што ги имавме направено се стварно предобри, благодарение на професор Гада. Тоа беше представа за возрастни, чекајќи го дои во хуманитарни цели, тогаш за наш Марко ја поставивме на сцена, они беа уште мали таму. Меѓутоа тие мали ги гледате, кога ги видов јас во представата Аладин, професионална представа, ние сме нели аматерска една екипа, се воодушевив од нив затоа што ги има главните улоги во Аладин, фантастични, талентирани момчиња само за спорт, тука е и за актерство. Така што тоа се деца со кои што можеш да работиш. Калина е балерина, другата Калина само што ја видов со тие незини сини окици, викав боже дете колку си значи баш онака за на сцена, и тоа се деца кои верувам дека ќе продолжат да си го развиваат својот талент и покрај факултетите кои што ќе ги одберат и кои што ќе ги завршуваат. Така што имавме искуство и она што секогаш сакам да го испратам како порака, нашите представи се аматерски, но ги правиме со љубов затоа што секогаш во хуманитарни цели. Еве сега сказно приказна по 5-ти пат, тоа е представа за деца од предучилишна, рано училишна возраст. Наместо влезница, сите посетители, обично се децата од градинки или од основно училиште, носат подароци и тие подароци потоа ги носиме во детска клиника Козлена, онкологија во детско село и се дружиме со нив. И тука е убавината така да им ги развеселиш тие моменти на децата на кои што им треба внимание и подарок пред новата година. Секогаш испраќате важна порака. Ќе слушнеме директно и од самите ученици колку е важна всушност вашата поддршка како професори во сето она што го прават, затоа што сепак навистина ова бара многу труд и внимание. Меѓутоа, прво, Ева, ќе ве прашам вас, затоа што навистина многу често новите генерации се критикувани, дека можеби немаат иницијатива и не се доволно присутни, затоа што нивното внимание главно е одземено од социјалните мрежи. Меѓутоа, вие го покажувате спротивното, дека доколку имаат каде да ја вложуваат својата креативност, тоа го прават на најдобар можен начин, па колку стимулот кој што го давате како училиште, како гимназија, го потврдува истото дека всушност не е проблемот до новите генерации, туку како ќе се создадат условите за младите. И никош нема вина во нив, па нека кажа што прават во саботите. По 5-6 сати со мене се во саботите во Корчаген, и тоа е едно вежбање, дружење, каде што конкуренцијата го раѓа квалитетот, секогаш нели се учат дека може да биде подобар меѓу нив, па многу интересно кога тие подобрите кои имаат искуство надвор од школата се лидери на другата група, па некако се солидаризираат, се учат едни од други, и се тоа убаво кога го гледаш и кога излезе на сцена. Значи, ние се препознаваме интерактивно, љубовта и почита едни кон други. Тие кон мене, јас кон нив, и тоа е едно многу убав. Мислам дека во тој образовен процес тие вонучилишни активности или изборни предмети се многу битни. Да може ученикот да одбере нешто во кое ќе се пронајде не за да губи часови или не за да, не знам, други причини да се компонира, туку затоа што сака тоа да го работи, да го прави. Тоа сепак во една која важи за математичка гимназија, сепак многу деца излегле во драмски води, па и музичките, еви Дина Шарина ја спомнам, значи многу ученици кои навистина успеа да се пробијат со својот талент, на кој што сме исклучително горди. Да, сте биле само дел од целиот процес на препознавање на талентот. Колку вам ви е битна поддршката која што ја добивате од професорите во однос на избирање на вашето хоби во моментов кој што можеби понатака ќе прерасне и во професија, и дали драмската секција во гимназијата Корчаген беше мотив да бидете дел од други актерски, балетски, уметнички школи приватно на страна од вашето средно образование? Па и тоа како помага? Мислам, поддршката од професорите, поради тоа што ние не секогаш
кога имаме представи не можеме да причувствуваме на часови и се разбира нашите професори имаат разбирање за тоа и понекогаш тестовите се одложуваат за следната недела или кога и да не треба представата да се емитува. Меѓутоа, мотивација представува многу голема и уште поголема со тоа што и нашите представи се од хуманитарна цел, поради тоа што сите ние сме собрани со една цел да ги направиме дечињата среќни, бидејќи ние го правиме тоа што нас не исполнува, а со самото тоа ги предизвикуваме другите да бидат среќни и насмеани. Професорката навистина многу ни помага и во текот на пробите мене многу ми е интересно. Самото тоа што професорката многу вложува во нас и навистина сака кога ќе излеземе на сцена да бидеме најдобри и најдобро да изгледаме. Со тоа што има некои деца кои таа наоѓа сите да бидат вклучени без разлика на нивните способности, но нешто што многу ми се допаѓа е тоа што во сите представи сите имаат можност. Тој кој што повеќе се наоѓа во глума, нормално има таква улога, ке глуми. Тој што игра и исто така има можност стипендии, тоа се е вклопено во представата. Дори бекстејдж имаме тој што знаат да креираат, да шминкаат, значи сите да учествуваат, да нема меѓу нив затоа што се чувствителен период и добро што го кажа Калина, ме радува, никош не сум одбила дете без оглед, значи баш повеќе труд за да може тоа дете се препознае, затоа што се многу хиперсензибилни, може да создадат и комплекси, фрустрација ако си категоричен и на крајот не сме ние ФДУ или не знам школа, туку сме аматери, пак ќе кажам, и каде што сите деца може да се пронајдат. Лесноста кога ќе препознаете кој зашто конкретно го бива. Лесно е кога се талентирани, ова се таленти, со нив е многу лесно, меѓутоа има деца кои не се толку талентирани, со нив треба многу повеќе работа, ама кога тоа дете ќе излезе на сцена и ќе блесне, задоволството уште поголемо. Сега го претпоставувам дека исто така поддршката која што ја добиваат и Лука и Петар е од огромно значење, затоа што и вашиот последен успех го покажува тоа, односно дел сте од актерската екипа на представата, детската представа Аладин. Какво беше чувството да се биде дел од таа екипа и колку време ви требаше вас да се прилагодите и целиот тој процес да го доживеете на начин на кој што треба? Па вака, ние се занимаваме со глума веќе неколку години, а конкретно за представата Аладин ни требаше околу 3-4 месеци за да ја спремиме нели тимски како што треба да изгледа тоа. Воедно имаме настап на 28 декември, ги повикувам гледачите да дојдат да не гледат во МОП. Значи припремата за една представа не е само главните глумци и ликови да бидат спремни. Тоа е еден голем ансамбл кој што треба нели секоја точка биде перфектна за тоа на сцена да изгледа убаво за гледачите и да биде нели добро представено. Заради тоа уствари дури ако немаш некоја голема улога, ти мора да си внимателен на пробите со цел да научиш нешто од тие што се подобри од тебе, од тие што ти предаваат и секако нели да си целосно сконцентриран на пробите и на настапот за да изведеш својата точка најдобро. Како ви се допаѓа тој целиот процес воопшто и дали уште и сега вие сте оваа година ќе бидете матуранти, 4-та година, веќе полека стигнуваат и прашањата што понатаму, дали можеби тоа ве поттикнува да размислувате и за факултет за драмски уметности? Апсолутно да. Имаме неколку опции за факултет, затоа што не ни е само драмата како активност надвор од школото, па и во школото. Ама дефинитивно, особено што нареднава година ќе има актерска игра на ФДУ, може и токму за тоа да се одлучиме. Се уште не знаеме, ќе видиме. Ама да, стварно многу влијае, така да. И многу се витални, спортски, онака викам, имате мускулна меморија, можете на сцена акробаци да правите, значи две во едно. Татјана, хуманитарните концерти се навистина нешто кое што веќе прерасна во традиција и еден многу убав момент, што е она што во моментов подготвувате и на што се работи во драмската секција во Корчаги. Две паралелно представи, по повод 25 години француска билингвална паралелка Еве Калина е запишана токму во билингвалната паралелка. Подготвуваме нешто пригодно или на француски, на македонски еден перформанс со кореографија, ќе играат малку кан-кан, па
Лавијан Рос, Грейс Джонс, значи ќе направиме нешто спој со македонска етно музика, учиме Мајко Кареме, Владко Стефановски и ќе направиме еден убав музички дел со рецитирање на Дениција на Петре Андреевски, Барбара на Жак Преверн и секако сказно приказна по пети пат која ќе поставиме за децата, затоа што е така една представа куса, околу 35 минути, податлива е за малите деца, се радуваат, судир помеѓу доброто и лошото, на крајот победува доброто и нели она што ви го кажав на почетокот, сите подароци кои ќе бидат дарувани одат кај децата таму каде што најмногу ќе им се израдуваат и тоа одам со нив. Заедно одиме за да го видат тој втор паралелен свет, колку е битно да си здрав, колку е битно да имаш родители, топол дом, да знаат да ги почитуваат тие деца и да имаат љубов уште од најмала возраст, да негуваат таа хуманитарна нишка, затоа што неважното нешто е да пораснат во добри луѓе. Тие ќе бидат добри професионалци, верувам во тоа, но да бидат пред се добри луѓе. Да се научат вистинските вредностите. Колку ученици се дел од драмската секција и колку ќе учествуваат на овие два проекти кои што во моментов ги подготвувате под полна пара? Сега правевме список еден, прва година ни се пријавија 200 ученици, значи не можеме сите на сцена да ги ставиме и затоа одиме со оној фронт, бекстејдж, некој ќе биде во креативноста да креира облека, ние шиеме облека, правиме од ништо создаваме нешто, некој ќе биде нели за визуелниот момент, за шминка, значи сите да можат да најдат учество. Во сказно приказна сме околу 20-тина, со можеби секоја година прошируваме, уште по некој ќе влезе таму се нели добрите и лошите ликови. Така што има секогаш доста ученици, па ми е жал некој што не може сите да излезат на сцена. Ете, Петар и Лука беа мали кога ја правевме чекајќи го Годо, има големи потенцијали, но јас во чекајќи го Годо викнав веќе завршени, ако се сеќавате, Андри Медич, Лазаревски, Гоце Андоновски, Енџи Николовска, да ја понесат таа представа малку и да учат од нив. И таа интеракција што имаме со ученици кои завршиле, со ученици кои се уште учат во Корчагин е многу добра. И тоа се деца кои навистина, јас толку им се радувам, еве кога го спомнав Андре веќе работи на бета култура, на нешто да создава младата авангарда на Скопје, на Македонија, создава со низината екипа во бета култури, многу им се радувам. Тој заврши 2 факултета, можеби среќа што не се запиша на ФДУП, затоа што заврши и филозофија, и општи и компаративни, и сето тоа може да го инкорпорира во неговите идеи, што паметно да прават младите луѓе на тема култура. А најголемото признавање за еден професор, а и училиште е кога генерациите кои се излегуваат. Видите децата дека ве надминале во секој поглед дека се подобри од вас. Верувам дека така ќе биде и со Калина, Лука и Петар, односно две Калини кои што ги имаме, Калина Илиевска. Благодарам многу за денешното гостување во Македонија наутро. Се надевам дека бевме мотив за сите оние кои што млади не гледаат да бидат дел од креативниот свет, затоа што битна е самата цел која што имате, а тоа е да се научат вистинските вредности, па можеби и некој девето одделенец мотивиравме да биде дел од Корчагин. Така и креативноста го одржува светот во добра кондиција. Благодарам уште еднаш.